Викендот се враќаат надпреварите од првата ракометна лига по одигрувањето на куп надпреварите. На програмата ќе бидат мечевите од 18-тото коло. Ракометарите на Текстилец Угодот Штип ќе гостуваат така и Вардар Неготино. Во мечката неготинските вардарци ќе сакаат да се реваншираат за поразот во Штип, кој пораз го промени тренерот на тимот на Неготино, пошто Пепи Манасков замина од тренерската клупа. Фаворитската улога ќе има домаќинот, а Штипине ќе сака да го повторат резултатот од првото нивно меѓусебно соучување, со тоа да стигнат до 9-тиот сезонски триумф, со што Текстилец Угодот има можност да прогресира на табелата. Вардар Неготино е четврти со 22 бодови, иако се најавува амбиции за враќање во Суперлигата, со засилување тренер во името на Манасков, сепак амбициите на тимот од Неготино завршија порано. Тимот од Штип е на 8-то место со 16 бодови. Мултиесенс како апсолутен фаворит ќе игра против Кичо на домашен терен, каде во прашање ќе биде само со пулкава разлика ќе победи тимот од Автокоманда, додека пак непоразениот лидер Младост ќе гостува во Свети Николе, каде ќе игра како голем фаворит против Овче поле. Во рамки на 18-тото коло неизвестно соучување на две екипи од средината на табелата ќе има меѓу Македонија Ѓорче Петров и Ехона, а пак Драчо Јуниор како голем фаворит ќе се соочи со Партизан. Во Ресен ќе се игра меч меѓу Преспа и Аеродром. Битката за влез во Суперлигата ја водат непоразениот лидер Младост и второпласираниот Мултиесенс. Известно е дека меѓусебното соучување на овие две екипи во Автокоманда ќе решава кој директно да влезе во елитата, а кој да игра бара за влез во Суперлигата.